Во силниот земјотрес, што изутрината ја погоди централна Италија, биле урнати куќи и згради, при што имало и затрупано луѓе. Новинските агенции јавуваат дека најмалку 6 луѓе загинале. Земјотресот предизвика паника кај жителите во најтешко погодените градови Акумоли, Аматриче, Поста и Аргуата дел Тронто. Градоначалникот на Акумоли, Стефано Петручи, за италијанската телевизија Рај изјави дека биле оштетени многу згради. 4 лица се под урнатините, но тие не покажуваат знаци на живот. Станува збор за родители и деца, рече тој. Рај цитира извори во полицијата дека 2 лица загинале во близина на селото Пескара дел Тронто. Серджо Пироци, градоначалник на малото градче Аматриче, исто така изјави дека имало големи штети од земјотресот. Половина од градот нема, рече тој, додавајќи дека имало луѓе под урнатините и оти дошло до лизгање на земјиштето. Земјотресот предизвика сериозна штета во голем број градови и села, но се чини дека не биле погодени густо населени области. Телевизиските станици објавија фотографии од урнатините по улиците во повеќе градови. Американскиот геолошки институт соопшти дека земјотресот бил со сила од 6,2 степени, а епицентарот бил во близина на градот Норчија, во регионот Умбрија. Потресот се случил во 3 часот и 36 минути. Градоначалникот на Норчија, Никола Алемано, изјави дека немало пријавено загинати од земјотресот. Антисеизмичките структури на градот издржа. Постои оштетување кај историските објекти, но нема случај на сериозно повредени, изјави тој. Италијанската агенција за цивилна заштита оцени дека земјотресот бил многу силен. Тоа беше толку силно, креветот на кој спиевме се движеше по собата, изјави Лина Меркантини од Чесели. Тоа беше навистина страшно, зидовите пука, а сите книги падна од полиците, вели Олга Урбани. И жителите на Рим, кој се наоѓа на околу 170 километри од епицентарот, ги разбуди земјотресот. Истиот регион еден час подоцна беше погоден со уште еден земјотрес, овој пат со сила од 5,5 степени. Кабинетот на италијанскиот премиер Матео Ренци соопшти дека спасувачките екипи се испратени во најтешко погодените области. Предходно, портпаролот на премиерот Ренци на Твитер напиша дека владата е во контакт со Агенцијата за цивилна заштита и оти внимателно ја следи состојбата. Последниот голем земјотрес што ја погоди Италија се случи во градот Акила во 2009 година, при што загинаа повеќе од 300 луѓе.